Ало, здраво, добар ден, пријатели, јас сум Петар Наумски, ова е нашиот канал, наш свет со Петар. Денес ќе зборуваме за Кавказот, денес е 14.6, снимам второ видео. Првото видео е за Блискиот Исток, за војната во Блискиот Исток, доколку не ви е погледнато истото, можете да го видите во каналот. Во видео ќе зборувам за Кавказскиот регион. Кавказот за Грузија, Ерменија и Азербејџан. Кавказот е еден многу важен регион кој што го поврзува Блискиот Исток. Ќе почнам со Грузија. Во Грузија имаше избори минатата година, во Ерменија имаше минатата недела. Во Ерменија беа референдумски избори, бидејќи од една страна учествуваше сегашниот премиер Пашињан со неговото договор, со неговото движење, кое што е западно ориентиран, а од друга страна опозицијата малку проруски ориентирана. Грузија, ќе почнеме со Грузија. Грузија најпрво од тој регион најпрво ја почна прозападната одисеја, така да кажем, или прозападниот бран цел тој регион. Се сеќавате уште со Михаил Саакашвили, има многу митинги, има недоволства, протести и дојде Михаил Саакашвили на власт, кој што пак резултираше со војна со Русија. Се сеќавате тогаш и на брзо време русите и на брзо стигнаа до главниот град до Тбилиси, а како резултат на таа војна се и двете одделени региони во кои што живеат руско население, Абхазија таму. Дојде Саакашвили, за да подоцна не можеше да ги оствари тие прозападни негови очекувања, идеи и така натаму. За да на крајот биде обвинет во корупција и заврши во затвор. Знаете како заврши, очигледно можеби сте ги гледале сцените како си ја јаде вртоврската и така натаму. Потоа дојде на власт Саломе Зарубашвили. Саломе Зарубашвили е француска државјанка, грузинка пораснала во Франција. Саломе Зарубашвили доаѓа како амбасадор, француски амбасадор во Грузија и се допаѓа таму и останува таму и станува председател на Грузија. Очигледно представник на неолибералните, на западниот свет, на луѓето кои се за глобализација, права, за ЛГБТ и така натаму. На изборите минатата година се појави и Кабихадзе, Ираклии Кабихадзе, кој што пак е еден милиардер, еден богат рус човек, кој што го стекнал богатството во Русија, се појави и инвестираше многу пари во изборите, имаше една голема кампања и на тој начин ги победи изборите. За да потоа Зарубашвили организираше протести и така натаму, кои што не успеа многу. Имаше неколку протести кои што не успеа и се уште на власт Иракли. Во Грузија, значи, имаме една стабилна влада, една проруска влада или така можеби по-неутрална влада која што е во Грузија. Понатаму за Азербејџан неколку зборови, зборувам за Ерменија. Азербејџан има блиски односи со Русија, двете се во Советскиот сојуз. Азербејџан и Русија полека почнуваат да ги заладуваат односите. Тоа очигледно најмногу дојде до израз кога со некаков дрон се руши тој патнички авион на азербејџанците. Иста страна многу патници. Азербејџанците ги обвинија русите дека намерно го рушиле авионот, русите ги отфрлаа тие обвинувања, се водеа некои полемики. Азербејџан направи показно апсење на руски државјани, руски новинари во Азербејџан, показно ги уапсуваше, ги умаловажуваше пред телевизиите, за да подоцна дури се дојде до тоа и Путин му се извинуваше јавно на Илхам Али за ненамерната грешка да се руши тој авион. Очигледно е станала некаква грешка. Во Ерменија минатата недела се случија избори. Беа референдумски избори, така се каже, тоест избори дали државата ќе оди во западен правец кон Европската унија или ќе остане во орбитата на Руската федерација. Предходеше на целото тоа средба во Кремл,
Пашињан беше во Москва, таму руските медиуми ја следеа средбата и во живо ја пренесуваа. Беше значајно тоа што Пашињан да малку и се подсмеваше со Путин, малку го понижи дури на таа средба, со тоа што кажа дека Ерменија, вие ќе морате да изберете дали ќе одете на Запад, кон Европската унија, или ќе останете со нас како пријателска земја. Тоест во Евроазијската унија или во ОДП. Пашињан малку подсмешкателно му одговори, му кажа дека за разлика од Русија, некој му кажа во Ерменија ние не блокираме интернет, не блокираме социјални медиуми, не блокираме месенџери. Очигледно сакаше да му каже дека во Русија се врши тоа нешто и дека Русија не е демократска земја. Тоест, бидејќи во Русија па тој период почна со блокирањето на социјалните мрежи, со блокирањето и на Телеграм каналите, со пренаменувањето на интернет, а и воведоа месенџер. Како и да е, заврши средбата Пашињан, Путин, потоа се случија изборите. На изборите Пашињан имаше голем одзив на изборите. Пашињан доби 50%, скоро 50% од гласовите. Опозицијата, едната партија малку проруска, имаше 24%, некаде другата 10%, 9,9%. Значи, на убедлива победа на Пашињан, тоест ерменците се одлучија да имаат поблиски односи со Европската унија. Што му предходеше тоа? Значи, да не одиме подалеку, неколку збора, во Советскиот сојуз. Тие се во една држава, во една конфедерација, Советски сојуз, каде што слично на Југославија, живеат сите заедно. Помеѓу Ерменија и Азербејџан има една област која што територијално припаѓа кон Азербејџан со населена со ерменци. За време на Советскиот сојуз територијата има посебен статут и луѓето таму живеат без проблеми. Значи никој нема проблем со тоа. Кој каков е, сите се совети и си одвива живот мало. Меѓутоа, после ослободување, после распадот на Советскиот сојуз се формираат независните држави, се формира Азербејџан, Арменија и се почнува веднаш со конфликтот за Нагорни Карабах. Цело време е пропратен, значи постојано сме пропратени со конфликт за тоа чиј е Нагорни Карабах, дали на едните или на другите. Русија постојано беше арбитар, постојано беше судија во цело тоа време и Русија ја обезбедуваше границата помеѓу Арменија и Азербејџан. Русите исто така имаат голема воена воздушна база во Арменија. Имаат околу 5000 луѓе воздушна база во Арменија и оттаму го наблюдуваат цел тој регион. А русите исто така ја обезбедува и границата помеѓу Азербејџан и Ерменија. Откога се појави Пашињан и почна со неговите прозападни политики, последно се случи една војна помеѓу Азербејџан и Ерменија, која што многу набрзо заврши. Имено што се случи во таа војна? Се случи што русите очигледно ги оставија ерменци, тоест малку ги оставија, не му лиферуваа очигледно потребно оружје и ерменците набрзо ја загубија војната од Азербејџан и Пашињан излезе, прогласи дека ја губат војната и дека ќе го отстапат Нагорни Карабах. Тоест тоа го направи Пашињан. Сега русите тоа му го упрекуваат и му кажуваат дека Пашињан лично го предал Нагорни Карабах, дека тој е виновен, нели? Додека пак Пашињан тој го користи тој изговор и кажува во населението дека русите ги предале арменците и дека русите веќе не се блиски на арменците и дека арменците треба да одат малку прозападно. Очигледно пали и таа карта, очигледно ерменците пак и сакаат малку прозападна политика, малку проевропска политика и затоа на последните избори се случија тие резултати. Пола од населението гласаше за Никола Пашињан. Реакциите од руска страна се веќе почнуваат. Значи, русите полека го ограничуваат извозот, што е значајно. Ерменија, целиот извоз, Ерменија произведува земјоделски производи, цвеќиња, вино, такви производи и целото производство Ерменија го пласира во Русија. Тоест се извезува во Русија. Друго,
Ерменија има голема диаспора во Русија, тоест многу луѓе кои што работат во Русија и пак праќаат пари за издршката дома на фамилии, а со тој начин и екзистира и Ерменската република. Така, на тој начин помага, значи има голема евро-ерменска диаспора. Друго, Ерменија добива еден најевтин газ, плин од Руската Федерација и нафтени продукти. И сега почнуваат, очигледно русите размислуваат во таа насока да вршат притисок со ограничувањето на извозот и со зголемувањето на енергенсите кои што ги лиферуваат кон Ерменија. Последно имаше и средба во Москва на земјите од Азиско-Европската економска унија и од ОДП, поранешните земји од Советски сојуз. Но на таа средба Ерменија не учествуваше. И имаше изјава Лавров кој што кажа дека Ерменија се одлучила и дека Ерменија има дури и закон за приближување кон Европската унија. Очигледно ќе се почне постапка да се исклучува Ерменија од таа унија. За разлика на тоа пак ерменците, тоест Пашинян се обидува малку да лавира и кажува дека Ерменија сака да има односи, блиски односи и со двете, и со Западот и со Русија. Нешто на кое што русите реагира малку негативно и очигледно не е баш прифатливо тоа нешто за русите. Кога сме веќе кај Ерменија? Денес има видеа од Ерменија за големи протести, тоест опозицијата организира протести против Пашинян. Има големи протести, бидејќи обвинуваат за фалсификација на изборите, обвинуваат за нерегуларно апсење, а пак пред изборите беа апсени од опозицијата многу луѓе. И сега обвинуваат за фалсификат, за нерегуларно апсење, за притисок врз изборите и така натаму. Има денес протести во Ереван. Како што кажав, тој е важен регион. Зошто е важен? Затоа што Русија ја има трансферзалата север-југ. Тоест Русија со таа трансферзала излегува преку Иран долу на јужните мориња, тоест како тие викаат на топлите мориња. Тие имаат тој коридор и надолу пренесуваат многу работи. Тоа е нешто кое што му е потребно на Русија. Друго, минува и коридорот исток-запад, тоест Зангезурскиот коридор. Коридор пак кој што ги поврзува Турција и Азербејџан. Зангезурскиот коридор е важен за тоа што Турција и Ерменија пак се блиски народи. Турците и Ердоган кога оди во Ерменија и кога идат кога оди во Азербејџан и кога азербејџанци идат во Турција, турците зборуваат за еден народ во две држави. Затоа за Турција и за Ерменија и за Азербејџан, извините, е многу важен Зангезурскиот коридор за тоа што пак директно ќе можат да добиват производи од Азербејџан. Многу енергенси има Азербејџан и така натаму. Друго пак Азербејџан ќе има директно копнена конекција со Турција, а со тоа и копнено пак ќе се поврзе со Турција која што пак е дел од НАТО. Тоест ќе имаме едно поврзување на НАТО директно и од јужната страна на Русија. Нешто кое што геополитички не е баш прифатливо за руската страна. Во таа насока пред 2 месеци беа во Америка и Пашинян и Илхам Алиев кај Трамп и подпишаа договор за изградба на тој коридор. Не Зангезурски, го нарекоа Трамп коридор, ТРИП. Подпишаа договор и се обврзаа дека американците ќе го наблюдуваат, ќе го обезбедуваат, а тој коридор се обврзаа да го изградат заедно. Тоест американците очигледно ќе инвестираат бидејќи тие имаат интерес да се изгради тој коридор. Како што кажав, тоа е еден регион кој што е интерес е слаба точка на Русија. Русија секогаш може да биде дестабилизирана од јужната страна, од Кавказот. Исто така е важен за Иран. Иран кој што очигледно е наредна регионална сила во тој регион. Важен е за Иран, бидејќи пак Иран исто така има конекција нагоре кон Русија по тој коридор. Затоа коридорите и Кавказот е многу важен во целата геополитичка ситуација. Старите геополитичари Кавказот го нарекуваат дури и Балканот на Азија. Кавказот е многу значаен во цела геополитичка ситуација
И во наредниот период ќе биде исто така мета на збиднување на големите сили, очигледно, бидејќи се отварат коридори за директна врска со НАТО. Многу од државите имаат веќе блиски односи со Европската Унија и со НАТО. Азербејџан веќе произведува и оружје, и дронови по стандардите на НАТО, а целото тоа е еден удар кон Руската Федерација, бидејќи тоа се региони кои што секогаш биле под влијание на Руската Федерација и знаете, тоа се региони за кои што Русија дала многу жртви во минатото. Руските цареви со големи жртви ги платиле тој регион и секогаш имале контрола врз тој регион. Затоа за русите ќе биде малку непријатно и тоа ќе биде една слаба точка за русите доколку изгубат влијанието во Кавказскиот регион. А се на пат тоа нешто да се случи. Компактно мислам дека информациите се за сега доволно. Ќе останеме да го следиме Кавказскиот регион, случувањето околу Кавказскиот регион. Пред да го прекинеме видеото, потсетување, доколку сакате да гледате видеа со оваква содржина која што ја нема во медиумите за масова комуникација, единствениот начин е да станете член на каналот преку притискање на subscribe или абонирање на YouTube каналот, или пак не заборавајте да направите интеракција или да оставите коментар за материјалот, за содржината, што се зборува, ваше мислење или што би требало да се спомне. За сега поздрав и пријатно.